Не знам дали некојаш како студенти, ученици сте виделе некои од вашите соученици како се осенчува со крст. Дебек на тој начин се моли на Бога. Сигурно сте виделе. И пред испит имате луѓе, мажи, жени, кои се осенчуваат со крст по 100 пати. Прво, тоа не е начин на кој човек треба да се моли, меѓутоа они сметаат дека е тоа молитва, ама тоа го прават дузина пати. Тоа го прават оти не се сигурни дека онаа прва молитва е вослишана и тие сметаат ако го направат тоа многу пати, молитвата ќе биде вослишана. Како што вели Христос, вашиот Отец нема да ви ја вослиши молитвата поради многуте зборови. Затоа што многу луѓе, кога не се сигурни во Бога, постојано бараат во молитва осигурување. Не сум сигурен, ајде Господе, дај го ова, дај го она. И после 10 секунди, дај го ова, дај го она. Оти луѓето едноставно немаат доверба во Бога. Да кажат една молитва и да кажат се во твои раце, одиме и се соочуваме со предизвикот каков и да е. Ајде уште една илустрација. Кога бев помлад, па и постар, додека мајка ми беше жива, ако тргнам негде на пат, мајка ми велеше само јави се дека жив и здрав се стигнал. И велам, зошо бе, добро возам, летам со авион, добра е компанијата, се е добро, сигурно е овде, сигурно е таму. И мајка ми велеше, не. Ја постојано секирам. И ми велеше, добро рекол народот, што мајка ти мисли, Бог да не ти даде. Зашто? Оти постојано мајките мислеле, демек, не знам сите, дека ако детето отиде некаде, колкаво и да е тоа дете, може нешто лошо ќе му се случи. И само се плашат од најлошо. Тоа е таа несигурност. Кога му се молиме на Бога, искрени сме со Него, имаме доверба, му велиме, веруваме во Тебе, и тоа е се. Беше 2009 година во Англија, беш уште студент, работев во една компанија за обезбедување. Во едно место имаше напуштена полициска станица и скапо им е да плаќаат полицајци да ја чуваат и платија комерцијална фирма. За упола од парите ние ја чуваме. И ноќе. И само работевме нокни смени таму и за жал една ноќ ни почина колега на смена. Таа ноќ беше во полициска станица, човекот беше тежок диабетичар, западнал во диабетска кома, фирмата направи грешка, не обврза да се јавуваме на секој саат, како што налагаат правилата. Човекот западнал во диабетска кома, беше премногу крупен, не ги почитуваше правилата за диабетис, беше на инсулин и са бајлето го нашле, супервајзорот кога дошол, го нашол на земја веќе мртов. И сега следната вечер треба да се иде да се работи security и редот е мој. И супервајзорот почне да се шегува со мене и ми вика, слушај, овој вечер ќе ти се врати. Значи, ќе ти се врати да се одмазди што умрел тука. И ја му велам, нема врска тоа со живот што го зборуваш. И дојдов на смена, седите во соба со мноштво монитори, цела полиска станица е заклучена, таа е на 3 спрата, огромна е, има кели, има се и сешта, и празна е. И во еден миг, некаде после полнок, слушам некој тропање горе. И си велам, Господе, ти знаеш што е ова. Ја не му се секирам многу. На камери не можам да видам ништо, а слушам звуци. Ти, Господе, знаеш. Сабајлето дојде, морав да направам уште една патрола, се качувам горе, нема никакви знаци дека тука биле некои луѓе, ништо не е отворено, се е затворено. Бог се погрижал. Кој бил, што бил, воопшто не ме интересира. Немаше ништо крадено, немаше ништо скршено, јас си обавив својата служба, а Бог си го обави својот дел. Значи, не сме анксиозни, на секој 10 минути, на секој 10 секунди, што е ова, Господе, ајде, делувај. Господе, што е ова, ајде, делувај.
Не, туку сте сигурни, верувате, му предавате на Бога и животот оди понатака. Тоа е кога човек е несигурен. Затоа е многу битно да имаме вистинска слика кој е Бог и каков е неговиот карактер. Дали не сака или не. Дали се грижи за нас или не. И затоа анксиозноста не е поврзана со молитвата. Анксиозноста е поврзана со лошата слика за Бога и немањето доверба. Тоа е проблем.